Четврт финале во Лига Шампиони. Време е. Вторник и среда, по 2 меча, кој од кој подобар. Да видиме што можеме да очекуваме. Јас сум Јовица Симоновски, тиче, а вие го следите шоуто Овертайм на YouTube каналот BMG Sports. Вторник, Бенфика Интер и дербито Манчестер Сити Бајер Михен. Среда, Милан Наполи и Реал Мадрид Челси. Сега, со што да почнеме? Со што и да почнеме, усвари нема да сгрешиме. Ама со што? Не се мисли, ајде да правиме ждрепка. Жрепка? Ждрепка? Зашто да збориме прво? Па која ќе ја наместиме? Ајде прво. И тоа по редослед. Бенфика Интер. Та! Ова беше местено. Ај уште еднаш. Бенфика Интер. Значи одиме, почнуваме со мојот тим, Интер. Значи не можевме да посакаме подобар противник од Бенфика во жрепката. А и без Киецов не можеше поќе жрепка да направи, почнуваме со Интер. Не беше местено. Значи, добра жрепка за Интер, ама не дека ќе биде лесно. Бенфика сезонава е топ. Значи во Португалија гази, во Европа исто така. Искрено, јас се бидам задоволен и со Реми. Усвари, Бенфика е фаворит на првиот надпревар. Викендов загубија од Порто во дербито на Португалија, ама нема врска, си водат 7 бода на табела и се мислат на Лига Шампиони. Интер, што да се каже за Интер? 6 меча без победа. 3 ремија, 3 порази. Катастрофа. Не можеш овој надпревар да дојде во полошо време за Интер. Како и да е, не очекувам многу голови на надпреваров. Меѓутоа мислам дека Интер ќе остане непоразен. 0-0, 1-1, така нешто ми мирише. Пак Бенфика Интер. Опа. Утрешно дербино може и денеска. Манчестер Сити Бајер Михен. Финале пред финале. Идеме. Значи дерби, Сити Бајер Михен, втор надпревар во вторник. Као што кажа, финале пред финале. За мене ова се најголемите фаворити сезонава за титула. Мислам дека Сити е фаворит на овој надпревар, ама ќе биде пекол, ќе биде многу тежок надпревар и за двете екипи. Искрено Сити заборавил кога изгубил последен пат. Сега се во серија од 8 победи поред. И сега ако можеше Сити да го тепа Лајпциг 7-0, зошто не може да го тепа Бајер Михен? Добро, не 7-0, ама може 1-0, 2-0. Бајер во последно време игра топло-ладно, а сега откога го сменија Нагалсман и дојде Тухел на негово место, многу е тешко да се предвиди како ќе изгледа Бајер на овој надпревар. Секако ќе има војна на теренот и мислам дека ќе биде 2-1 за Манчестер Сити. Да видиме кој е следен. Кој е следен? Милан Наполи. Дерби. А Наполи Милан 0-4? Шалке 0-4. Значи, Милан Наполи. До пред една недела мислев дека Наполи лесно ќе го помине Милан. Ама откако изгубија Наполи од Милан 4-0 на домашен терен минатава недела, веќе ништо не ми е јасно. Сега, дали беше тоа некоја месенка намерно Наполи да загуби па да си олесни сега во Лига на Шампиони, Милан да се опушти, не знам. Се е можно. За Наполи е добро што се врати одма со победи, односно тепа со Лече викендов 2-1. А Милан тепаше со Наполи 4-0, а викендов со Емполи 0-0. 23 шута на гол има и не дадоа гол. Како? Баталијата е тоа. Прашањето е дали Милан може да го повтори надпреварот против Наполи од минатата недела. Шанси нема. Мада без Осимен ќе биде тешко за Наполи. Ќе биде тежок меч и не очекувам победник ниту тука. 1-1 мој предлог. Абе, па за четвртова не мораш репка усвари. Абе не требаше ги тргам на страна јас. Ај уште еднаш. Ај уште еднаш. Реал Мадрид Челси. Какво дерби. И последен меч според жрепката на баскиецот Реал Мадрид Челси. Реал тепа тука па не знам што да е. Како игра Челси, искрено се чудам како и воопшто стигнаа до тука. 11 се во Премиер лига и тешко да дојдат дори и до Конференцијска лига следнава сезон. Конечно го сменија Потер и дојде легендата на екипата Лампард и Лампард стартуваше со пораз. 1-0 од Вулверхемптон. И Реал загуби викендов од Вилјареал, ама се целосно насочени кон Лига Шампиони. Ла Лига им е веќе изгубена, Ла Лига отиде кај Барса. Реал се фокусира на Лига Шампиони и на Купот на Шпанија. Реал тепа, ако треба да го погодам резултатот, би рекол 2-0. Сега го предизвикувам баскиецот на еден мини челендж, да видиме кој повеќе ќе погоди. Значи челендж, кој погоди повеќе од овие 4 надпревари. Кој победи пие сок. Кој изгуби еден лимун. Значи 4 надпревари, четврт финале Лига на Шампиони. Кој ќе погоди повеќе, TJ или баскиецот? Мада ќе биде многу тешко. Тешки надпревари се брат сите. Прв надпревар го излече Бенфика и Интер, нормално. Јас иако не имам за Интер си кажав 0-0-1-1. Сега да ти кажам јас нешто. Симони Инзаги е без победа 6 надпревари. Неверојатно, зурите се во многу лоша форма. Под голем притисок е човекот. Од друга страна, серија на Бенфика од 16 надпревари се прекина со поразот против Порто, ама во Лига Шампиони газат. Тип
2:1. 1-1 TJ, Баскетс 2-1. Сити Бајер Микен, ја реков 2-1 за Сити. Паѓа ли голови мислиш? Да. Да? Мислам дека и многу голови ќе видиме на ова. Може и 3-2 значи. Па до толку мислам не. Значи До 4. 2-1, добра. И двете екипи си имаат до сега сретнато 6 пати, од каде што и двете страни имаат победено во 3 наврати. Ке биде тесно, но очекувам голови пред се. Тип 2:2. TJ 2-1, Баскетс 2-2. Наполи Милан. Па мислам дека ќе биде интересна утакмица, но нерешено пред се. Се слагам со твојот тип. 1:1. TJ 1-1, Баскетс 1-1. И последниот надпревар за Челенџов и за Лига на шампиони, Реал Мадрид, Челси. Слатка е одмаздата за Реал Мадрид. Челси им спрема одмазда за поразот од 5-4 од мината година. Лапард мора да направи нешто. Иначе се клатат работите во Челси. Predictions, Победа на Реал Мадрид на домашен терен со 2:1. TJ 2-0, Баскетс 2-1. 2:1. 4 топ надпревари. Не ги пропуштете. Не забравяйте да притиснете subscribe на YouTube каналот BMG Sports. Лајкнете, шернете и сега кажете ги вашите размислувања во коментар на YouTube. Се гледаме за брзо време со нови видеа. Чао. Чао.